Architectas Project Studio, Teas Energy, Helios Plant, Potam Plant, Tor Industries, Бачила со овци и секако Everest GD. Се само дел од компаниите познати во јавноста во рамки на бизнис империјата во рацете на најблиските роднини на Али Ахмети. Семејството Ахмети се има впуштено во бројни лукративни индустрии. Особено по 2017-та, тие имаат основано компании за градежништво, архитектура, сточарство, енергетика и производство на струја, како и ископ на минерални суровини. Пред 2017-та активна е само Everest GD, која безмалку 2 децении ископува варовник од каменоломот Буковиќ во Зајас, со концесија важечка до 2026 година. А од овој месец, во рацете на семејството Ахмети падна и атрактивниот бизнис центар во Скопје, Соравија. 90% од компанијата сега е во собственост на Тор Industries Доел Скопје и албанската компанија Певлаку ШПК. Тор Industries ја поседува внукот на Али, Дрин Ахмети, кој пак е собственик и на Helios Plant, основана во 2018-та. Потом Plant, формирана една година подоцна, во 2019-та. Како и веќе познатата Everest GD. Во дел од фирмите собственост има и братот на Дрин, Бесијан Ахмети, како и нивниот братучет, а воедно и син на лидерот на Дуи, Шкумбин Ахмети, кој пак самиот го поседува друштвото Architectas Project Studio, кој како правно лице ја има основано енергетската компанија Teas Energy. Очигледно е дека на семејството Ахмети нагло им тргнало со бизнисите по 2017 година, но предприемништвото и бизнис способностите на роднините на Али Ахмети не завршува тука. Покрај многобројните тендери кои завршија во компании кои важат за блиски до Дуи, според Бирото за јавни набавки, само Everest GD има добиено тендери тешки 130.000 евра, односно 8 милиони денари, а имала пријавено само еден вработен. За јавноста е непознато како овој еден вработен успева да ископува минерали, да се занимава со градежништво, а истовремено и да зима огромни суми од парите на граѓаните преку тендери. Компаниите на семејството Ахмети беа спомнати во видеата на Фатмир Лимани, внук на Али Ахмети, кој на неколку наврати преку снимки од дрон, насловени "Ова се сараите на Али Паша од Зајас", на јавноста ги прикажа скапите автомобили, паркирани во големи и луксузни куќи, распослани по имоти од стотици метри квадратни. Но и покрај ова, во анкетниот лист кој Али Ахмети го доставил до антикорупцијската комисија, тој не вози ниту автомобил. Ахмети има пријавено само 700 метри квадратни земјоделско земјиште во соседна Албанија, во вредност од $30.000, куќа во Зајас од $100.000, Volkswagen Polo на неговата сопруга во вредност од 7.000 евра и безмалку 760.000 денари, односно околу 12.000 евра на својата трансакцијска сметка во банка.